7 пати за 17 години Штипјанката Сузана Ѓошевска излегла од својот стан. Овој куриозитет за Ѓошевска е животен проблем. Како инвалид, животот на Сузана тече во оваа инвалидска количка. Ја не можам да се движам и нема кој да ме помогне, нели, треба секако да ми помогне да ми изнесе оти на вратата е веќе како пракче има, треба количката да се дига. За Сузана невозможна мисија е извршување на основните лични потреби во овие 27 квадрати. Затоа бара празниот простор до низиниот стан да и се даде. Така ќе може да се прошири, а со тоа и да си го олесни движењето низ станот. Јас го молам градоначалникот и надлежните лица кои што се, ако е во можност да ми помогнат и да ми го доделат ово што е. Тука како просторија затворена стоја, ја не можам да се оспособам у живот, да ми дадат да живеам. Шансите барањето на Сузана да и се исполни се неможни, тврдат надлежните од Акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор. Зошто? Во конкретниот случај, станува збор за деловен простор со кој што стопанисува Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор од државна собственост, а надлежностите за издавање или за продажба се во рамките на владата на Република Македонија. Така да, по моја гледна точка, според искуството кој што го имам, прилично е сложена таа процедура. Единствено, ако целокупната постапка оди преку влада на Република Македонија, па да се прииначи, да им се дава и така натаму. Во овој момент јас не гледам решение правно со ваквата законска регулатива која што во моментот е актуелна во Република Македонија. Во меѓувреме, 49 годишната Штипјанка не се предава. Ново барење, овој пат за можна замена на овој со поширок стан, Сузана ќе упати до надлежната владина комисија за управување со стамбен простор. Во Штип, вакви станови има неколку, информираат од Акционерското друштво за стопанисување со стамбен простор.